Македонија има направено повеќе од доволно за да биде дел од НАТО, истакна конгресменката Кендис Милер од Мичиган вчера во представничкиот дом во Американскиот конгрес во говорот што го одржа за македонската заедница во САД во чест на 25 годишнината од независноста на Македонија. Од 2001 наваму Македонија е дел од најверните сојузници на Соединетите Американски држави во војната против теророт. Македонија беше четврта држава во светот по бројот на испратени трупи по глава на жител во Авганистан. Македонските трупи исто така чуваа американски трупи во Босна и на Косово. За држава од нешто повеќе од 2 милиони жители, Македонија има направено повеќе од доволно за да биде дел од НАТО. Па така, ве повикувам да ми се придружите мене и на 56 мои колеги со кои ја спонзорираме резолуцијата 56 во представничкиот дом за прием на Македонија во НАТО што поскоро, рече Милер, кој е член на групата пријателство меѓу САД и Македонија во Американскиот конгрес. Заврши тридневната посета на Берлин на делегацијата на ВМРО ДПМН е предводена од председателот на партијата Никола Груевски. Груевски во интензивната агенда за 3 дена оствари 15 средби со политичари од различни партии, министри од федералната влада на канцеларката Ангела Меркел, пратеници од германскиот Бундестаг, државни секретари и креатори на надворешната германска политика. Целта на партиската посета е со германските домаќини да се разменат информации за состојбите во Република Македонија и да се продлабочат пријателските односи со Сојузна Република Германија. Во пресед на изборите да ги објасниме сите работи кои што се случуваа во минатото, оние што се случуваат сега и оние што очекуваме да се случуваат во иднина во Македонија, пред се во правец на излез од политичката криза и во правец на организирањето на изборите, а секако и во правец на заекнување на односите меѓу ВМРО ДПМН и нашите сродни сестрински партии ЦДУ и ЦСУ, како и во еден поширок контекст на подобрување на односите меѓу Германија и Македонија, посочи Груевски од Берлин. Полициските служби од Македонија, Србија, Албанија и Косово ќе интензивираат соработката и размената на податоци во борбата против тероризмот и организираниот криминал. Договорено е на регионалната конференција во Скопје во организација на Бирото за јавна безбедност со посредство на мисијата на EULEX на Косово. Тероризмот и организираниот криминал представуваат глобален проблем и закана. Терористичките напади кои што се случија во Франција, Турција и во Германија и кои предизвикаа голем број човечки жртви и огромна материјална штета представуваат јасни индикатори дека овој феномен мора да се решава на глобално ниво, изјави шефот на мисијата на EULEX на Косово Оливер Хофман. Бруто домашниот производ во Македонија во второто тримесечје од 2016 година се зголеми за 2,2%, соопшти Државниот завод за статистика. Најголем пораст е забележан во секторите градежништво од 31%, стручни и услужни дејности од 11,5% и финансиските дејности и осигурувањето од 4,9%. Во истиот период извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 4,2%, а увозот забележа зголемување во номинален износ од 6,6%. Сите заинтересирани невработени лица, активни баратели на работа, од денеска можат да се јават на огласот за неповратен грант во висина од 3000 евра за самовработување преку отворање собствен бизнис. За овој оглас предвидено е доделување 100 гранта за самовработување како трета фаза од овој проект за годинава. За реализацијата на овие нови 100 вработувања се обезбедени средства во висина од 20 милиони денари, додека за цела година се предвидени вкупно 1010 грантови, објасни дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Ако се потврди дека Северна Кореја извршила 5-та нуклеарна проба, тоа е исклучително вознемирувачка вест, изјави шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија Јукија Амано. Тоа е јасно кршење на неколку резолуции на Советот на безбедност на Обединетите нации и занемарување на барањата на меѓународната заедница, нагласува Амано во соопштение. Тој подсетува дека Советот за безбедност на Обединетите нации во март силно го осудил претходниот тест извршен од Северна Кореја во јануари. Сите провокативни акции на Пјонгјанг ќе донесат сериозни последици, предупреди денеска американскиот председател Барак Обама, кој потоа имал телефонски разговор со јужнокорејската председателка Парк Гуенг Хе и јапонскиот премиер Шинзо Абе.